K15! Драги гледачи, добар ден. Еве по 1724 пут у вашата омилена емисија на разни теми. Знаете, како и секогаш интересни гости, интересни анкети, актуелни теми. Еве и денеска, например, ќе разговараме со еден сосема обичен човек и ќе го прашаме за неговото мислење, за општата ситуација, за работата и за слично. Не бех јас, бате, не бех, кажувам како на братучет ти кажувам, не бех јас. Тој ти мори, не. Видете, јас сум од една телевизија и сакаме да ве прашаме како се изживее, како работите, со што работите, иде ли железо, иде ли и така. Па не идат, ние ги носиме сами со точок, со количка, со се ги носиме сами. И да ти кажеме, ние сите сме тука, ама јас сум најмногу тука во тај дел. Овде. Добро, а кажите ми како колку члено семејство сте вие? Може ли со една ваква работа да се издржа? Колку деца имаш и слично? Па да ти кажам, семејството е богатство, богатството се пари, пари дават за старо железо, а ти ако имаш стар акумулатор да дадеш, добро, ако не, добри сме. Иначе ние сме многу деца, да ти кажам, не ни броја, веќе. Кој да број? Кој да број? Па добро, има пописна комисија, па има луѓе задолжени, не може ти да броиш се. А кажи ми, со железо викаш работиш, а? Со железо работам. И како? Па добро, оде работеме сите, цела фамилија работеме, например, да се пофалам, што сме многу горди на првото дете што беше. Се вика електрогром, сите го викаат бакар, а ние дома си го викаме железо. Оно го запишаме на средно електро школа да работе. Имам уште едно дете, второто дете, оно се вика арома. Оно работе со полуоригинални парфеми, продава. Доста морам да приметам, доста оригинални имиња. Работа арома, потоа го имаме Алфа Ромео, он работе со коли работе. Со коли? Това ми е од син ми. CD-ROM? Не, CD-ROM работе на пазар таму. Това ми е од циганин, он е многу пофешен. Фешен. Пофешен е многу. Имаме, да кажем, од сум трудна да се повалам. Вие па. Од 4 маж чувам, го носам детето и го крстиме по патриотизам по Македонија, викаме да се вика детето Фироп. И како го крстивте, уште не се родило? Па зашто Фироп? Па вие знаете дека со грците имаме, зашто баш Фироп? Па сега това е привремено за това. И как се мислеме да оставиме Македонија, да оставиме Горна, Долна, да оставиме Скопје, ама кажаме Фиром привремено, па после ќе се реше. Па кога ќе се роди, па има извод од матично, па може и да се прекрсти во Обединети нации да се завие. Имам оште деца, да кажувам оште. Ајде, кажи. Да кажам, оти го сакаме многу Здравко Чолич и по него кажаме да крстиме едно дете Зидан. Зидан? Тој по фудбалерот? Не, си го смешил малку, грешка. Го знаеш песната? Не треба ми аероплан и онако Прола Зидан. За него ставиме името. Прола Зидоч. Прола Зидан, ете така. Имам и керки, да ги кажувам ли? Па ти колку твои се сите тие? Сите се мои, ама не се на татков се сите исти. Дискриминација, кажи и за Да, многу мразам кога дискриминираат. Ајде. И имам една што сака многу да пее, се вика Романа. Едната, најголемата живее у Германија, другата живее на улица, а третата живее со неа. Со сните. Па вие сте доста богато семејство, значи сака алал да вие. Па знаеш какво да кажем? Порано е да кажем, сега како на братучет да ти кажем. Кажи ми ти. Труја, да кажем бе. Овој што е, гледате кога гледате телевизија, гледате Майкл Џордан, го знаеш? Майкл Джексон го знам, тука живее, ако сакаш да го викнам, ако ти треба да носиме нешто, не го знам. Де го знаете, а музика Мадона, сте чуле за Мадона? Па не знам. Не знам. Де сте, за Желко Бебек, например, сте чуле? Па одека, зашто ме малтретираш? Ти Реджеп, знаеш ли го бе? Кој? Реджеп. Не. Шабан? Не. Па добро бе, братучет, ти ако не знаеш мое друштво, одека да знам ја твоето? Одека да знам? Добро. Беше човек да го пождиле тога бе. Видете, тоа се нашите граѓани, ова е непосредно интервју со непосредни гости секогаш. Друго, без занима, малце политички теми, кога ви беше подобро на вас? Малку, пошто ние со политика, дали во времето на Бранко или во времето на Грујо сега? Па да ти кажам кога беше Бранко. Ќе одиме со омажена продавница. Ќе земеме млеко, ќе земеме јајца. На децата ќе земеме сок, ќе земеме брашно, ќе земеме шекер. А сега?
Шо сега бе братучет, камера ставиле тука, камера ставиле таму, што да земам? Па да, Што да земам? онде... Тука не дискриминируваат, ни викат, не Има. знаме да собиреме, не знаме да множиме, па правиме, а нема врска. Па знаете како е Па не. сега, сегде има камери, ние сме едно реално шоу, тоа се конкуренции, сегде е и така. Друго, Друго да кажем, да оти знам да множам и да собирам, ако сакаш. Да се пофалим. ајде. Например, Сакаш ја да ти или ти, ај пример. ајде, до пример да земаме. 10 кила пластика по 50 денара и 8 кила железо по 50, 900 денара. Тебе, ти ќе има и за кусур. Добро, сега, секој си е со својата математика. И така. Друго? Друго па да кажем сега дека ни ставија водовод и калинизација. Е, Калинизација ни ставија. Значи, како што знаете, во општината тука немаат веќе скептички јаби, тука ставива и канализација, па јас би ја запрашал сега, како се осеќате сега, од кога ви стаја канализација? Добро се осеќаме, фала да ти кажам, ама да ти кажам порано повеќе се осеќавме, а сега па не се осеќаме толку многу, не се осеќаме. Не, Па не. добро, и се осеќате, и де се осеќате, меѓутоа, тоа е, ете. Добро, работете си, драги гледачи, ете. Се надевам дека стекнавте впечаток, задоволни сте од одговорите, со други информации, од некоја друга прилика, благодарам и гитла. Една песна да искам. Мрш, Бори, мрш! К15!